Момент на привлечност е потребен, за да се спои гледачот со скулптурите на Слободан Милошевски. Нивното мирување во себе ја крие силата на емотивното приближување со геометриските форми, што во едно се собрале, користејќи го сопствениот магнетизам. Против тежа на земјата, во која што патем, да кажеме, се всадени неколку од вашите скулптури, е небото. Помеѓу оној простор што е сечи и ничи, се и вашите скулптури, кои што имаат тенденција да се издигнат со своите секогаш геометриски форми, всушност, кон небото. И може да се каже дека асоцираат на небо и на земја скулптурите што ви се во најновава изложба. Па беше добро ова ваше гледање на моите дела. Баш ме радува што така едноставно некој ги доживеал. Има тука вистина. Значи, има тука вистина, бидејќи моите скулптури се во некој движење. Кинетиката е присутна, без разлика што тие се во мирување, се статички, кинетиката е присутна. Тука и тоа како? Една од начините на давање или презентирање на кинетиката е растењето. Растењето кое сите знаеме дека билките од земјата тргнуваат нагоре кон небото, така и моите скулптури, некои од моите скулптури го доживуваат својот развој во просторот. Може да се нарече дека се билки затоа што се од природни материјали направени? Па да, експериментирам со природните материјали, мислам дека добро ми лежи тоа, медиум во кој има можност да се експериментира едноставно, да се добиваат различни крајни продукти, различни проекти да се реализираат и различни мислења на авторот да се презентираат преку тие материјали. Всушност, движењето секогаш ви е главната поента на која што сакате да се задржите во вашата скулптура, движењето и овде низ геометриските форми, низ оние агли остри со кои што всушност не го оставате просторот на мира е присутен и во оваа момент на привлечност? Па тоа е во мене, едноставно. Нели претходните изложби ми беа некои инсталации што се занимаваа со кинетичките скулптури, има кинетички скулптури со стварно движење во нив. Ова не е таква, ова е со статички скулптури, но кинетицизмот, како што претходно кажав, е многу застапен. Застапен е во менувањето на равнотежата, менувањето на аглите и едноставно едно прогресивно движење на скулптурата во простор. Едно визуелно прогресивно движење кое би требало да се случи во главата на гледачот. Јас мислам дека повеќе од гледачите ќе го спознаат тоа моја тенденција да ја прикажам скулптурата како таа се извитуперува низ просторот, како таа сака да ја смени или е на точка да ја смени својата положба или своето движење. Зошто толку всушност од кинетизмот сте вдахновен и зошто толку се трудите да го истражите и да го представите низ скулптурата? Па, едноставно бев заинтересиран за кинетичките скулптури. Уште од студентски денови беше интересен на Александар Калдер и други автори од таа област на мобилни или кинетички скулптури. Се фатив и со едно пообсежно научно прикажување на кинетичките скулптури преку мојот докторски труд, што сега треба да го завршам, и во него имам некое излагање како од ликовно-естетски, така и од научен аспект, како функционираат мобилните скулптури во простор. Затоа што во прв план кај мобилните скулптури е движењето, а во втор план се другите пропратни елементи на уметничкото дело. Значи, естетскиот дел или ликовниот дел е главно во движењето на овие скулптури и тие така екзистираат во простор. Тоа е нивното оружје за привлекување на гледачот, за вниманието на гледачот.
Всушност, скулптурата представува статика, скулптурата е замрзнат момент на едно живење. Всушност, вие сакате да се спротивставите токму на тие некои сваќања што ги имаме ние како обични гледачи за скулптурата. Не знам колку сум во право. Така. Значи, нормално дека скулптура, тоа е едно толкување на скулпторското дело, меѓутоа и јас во ова моје творештво, како и сите кинетички скулптури, се обидуваат да го вклучат времето како фактор. Значи, времето е нешто што може да се почувствува во некоја скулптура, во кинетичката скулптура е тоа дадено и тоа веќе физички постои, а во овие мои скулптури што се статички, меѓутоа има некој кинетицизам, времето се надзира или времето можеме да го почувствуваме, затоа што движењето тука е неизбежен дел кој се гледа едноставно од секој агол или секој ниво на посматрање на скулптурата. Всушност, времето постои и во насловот на вашава изложба, затоа што се вика момент на привлечност, момент во кој што се надзира некаков посебен однос. Да, добро го кажавте ова. Момент на привлечност е наслов со две значења, двозначен. Моментот на привлечност е моментот кога ние сме привлечени од некој дел или од приказната или од физичката појава, ликовниот дел на скулптурата. Тоа е дел кога почувствуваме дека нешто ни значи во формата што ја, без разлика тоа што представува за авторот, секој гледач тоа поинаку го доживува. Но од друга страна, момент на привлечност е делот на точката на привлекување на два елементи еден со друг, односно, пак ќе кажам тука, делот на изместување од тежиштето и доаѓање во некоја друга наредна фаза на движење. Значи, тука е преминот од едно во друга точка на постојање, односно движење, и затоа овој наслов го ставив да може да ги определи овие два елементи на приказната. Изложбата Момент на привлечност во Културно-информативниот центар ќе биде отворена до 11 месецов.